но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што сакате. Дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој веди. Таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Еве ни вечера во Аргументи на телевизија Нова. Денеска можете да видите, да слушнете дека во анализа на политичката ситуација се вклучи и претседателот на државата Ѓорги Иванов во неговото годишно обраќање, при тоа упатувајќи критики до политичките партии, до некој повеќе, до некој помалку, кој како се видел во таа ситуација, упатувајќи забелешки до странските представници овде, но и повикувајќи на единство, бидејќи Македонија, како што вели, има предизвици и упати порака до новата влада да работи сериозно. Ние вечера со моите гости ќе го анализираме говорот на Иванов, но ќе анализираме и политичката ситуација. Мои вечерашни гости, господин Ристо Никовски, амбасадор, политички аналитичар и пензионер од Кисела вода, како што видите на шега. Господинот Исмет Рамадани, политички аналитичар и некој претседател на Европанскиот совет, и господја Иванка Додовска, универзитетски професор. Добро вечер на сите. Добро вечер. Добро вечер. Ќе почнем со вас, господја Додовска. Бидејќи сте дама, професор, а и имате некоја конекција со претседателот Иванов, професионална, од истото изворче доаѓате на некој начин, нели? Но се надам нема да бидете субјективни и ве молам за ваша оценка за ова годишно враќање на претседателот Иванов, дали ги допре сите релевантни точки што не загрижуваат како граѓани на Република Македонија. Благодарам, Љубиша. Навистина, јас го познавам и како мој професор претседателот Иванов и секако како помлада колешка, но и како од аспект на политичка аналитика го следам неговото действување изминативе години, поактивно ги следам и од внатре и од страна, неговите намери, неговите активности, ќе повторам, се она што досега го има во својот политички габарит. Тој секогаш знае да каже, јас сум пред се професор, и таа димензија исто како некој Вудро Вилсон, американскиот претседател во 20 век, се осеќа таа академска благост, таа широчина и гледањето подалеку од она што може да го видиме со голо око. Оттаму ова обраќање е сосема во контекст на актуелните политички збиднувања, би рекла, во Република Македонија, ја одразува општествената реалност која има одредени прашања кои што, иако е за нас како академска фела дегутантно да ги спомнуваме, бидејќи се чувствуваме дека сме ги надминале, сме ги надразнале, сепак не можеме да ги пренебегнеме. Оттаму, она што тој го кажа во своето обраќање пред јавноста денеска, може да видите дека тој акцентираше на неговата голема активност и огромна, да речем, заложба за која што ја направи во однос и на мигрантската криза и во однос на достоинственото представување на Република Македонија пред релевантните меѓународни организации, но исто така се осети оној тон на едно длабоко жалење, на една длабока, да речам, загриженост од негова страна, во однос на тоа како политичката криза се реперкуираше во однос на сите слоеви во македонското општество. Оттаму, како и секогаш, ова е силен државнички говор со многу јасни пораки и неговата улога како претседател на сите граѓани на Република Македонија ја гледаме на дело, што во суштина ја одразува неговата личност
која што е крајно миролюбива, секогаш значи, ги превзема оние чекори и во однос на својата политичка кариера, но и како човечко битие, значи по мирен пат, решавање на работите и неговите предлози кои што тој ги дава во суштина, целото заокружување на 30 и нешто минутниот говор на председателот Иванов докажуваат дека сепак онаа порака на мир, на љубов и на помирување е значи доминантна во неговото значи политичко портофолио, исто како и во неговото академско кредо. Господин Рамадани, сепак Иванов е политичка фигура и веројатно во политиката не сите секогаш се согласуваме со секого. Може би да одобруваме, може би не. Имаше некои реакции, подоцна ќе ги споменем по една реченица од политичките партии. Има забелешки малку и од двете страни, иако, речеме, ВМРО ДПМН, враќањето на Иванов беше обединувачко за нив и помирувачко. Сепак, од Иванов очекувале по-конкретно да ја постичи одговорноста која што треба да претходи на било кое политичко или национално помирување, додека за СДСМ Иванов е составен дел од проблема што 10 години ја влече Македонија назад. Каков е вашиот став за овој говор или генерално за улогата на Иванов во оваа политичка криза што трае 2 години? Да се надоврзам на тоа што господја Дудовска, професорката Дудовска го кажа, само во тој дел, дека бил добар професор и ќе беше уште подобар професор, ама да беше само професор. Има една турска поговорка, паша дедек, дедек, викат. Кога ќе каже пашата, пашата кажам. И сега, ако поаѓаме од неговата позиција, за жал ние во самото општество, односно кај граѓаните, перцепцијата е многу различна. Некои го доживуваат како лицето Ѓорѓе Иванов. Другите воопшто не го признаваат, мислам, коалициониот партнер на ВМРО ДПМН и други. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз, како политичка партија, исто така, го условуваат со лицето Ѓорѓе Иванов и така натаму. И сега останува од позиција на председател се обраќа на нацијата. Така што пред да се анализира говорот, првото прашање априори се поставува кој е говорникот, кој повикува, да речеме, на помирување. Иако јас се сложувам во овој дел од неговиот говор, дека како председател на држава треба да биде пред се коезивна личност и да повикува на помирување и помеѓу политичарите, и помеѓу граѓаните од различна, да речеме, политичка опција. Но морам да ви кажам дека тие добри делови од неговиот говор многу касно, многу задоснуваат. Затоа што сепак ние поминавме низ една политичка криза каде што не можеме да го извлечеме него дека не е дел од таа политичка криза како председател на државата. Затоа што самата функција негова детерминира одговорност и кај него, поаѓајќи од уставната категорија дека еве да земеме дел од надворешната политика му припаѓа како председател на државата. И внатре сето тоа што се случуваше, се добиваше впечаток и мислам дека и понатаму останува впечатокот дека тој се уште се однесува како представник на ВМРО ДПМН во функцијата председател. И самите реакции денешни од политичките партии и од опозицијата, од целата опозиција, мислам, се гледа дека само ВМРО ДПМН што го на еден начин го прифаќа неговиот говор, иако и тие имаат во дел Има свој забелешки, свој забелешки и критика. Ние ќе одиме
имаме извадоци за сите поенти што тој во говор Да, мислам дека генерално да го завршиме кругот со вас, господин Николски, генерална оценка за враќањето на Иванов, кој беше една актуелниве теми кои што комачат општеството. Како вие го оценувате? Мислам дека ги опфати сите клучни прашања со кои сме соочени. Загриженоста негова за која стана збор е логична. Мислам дека одговорен граѓанин во оваа држава кој не е загрижен нема. Меѓутоа мора да се води сметка и за неговата реална уставна позиција, што беше малку испомната. Председателот има ингеренции во надворешната политика и во одбраната. И толку тука завршува. Се дали бил доволно активен на тие два плана или не, тоа е друго прашање за дискусија надвор од негово излагање. Меѓутоа, поентите кои ги стави тој сега на маса се апсолутно актуелни. Помирувањето е нешто што ни треба. Ова општество наше никогаш не било поподелено на интеретничка, меѓуетничка, како сакате, религиозна, дури ако сакате, иако тоа се уште не доаѓа многу до израз, основа. Значи, никогаш не сме биле поподелени. Од друга страна, повикувањето на некакво единство, разбирате? Тоа не значи да бидеме сите сплотени околу една тема, теза или што сакате опција и да се дигнеме над партиите и партиските интереси. Туку напротив, да ги трнеме на страна оние што се клучни национални државни прашања и тука да нема разлика ниту меѓу македонци, ниту меѓу албанци, ниту било кој граѓанин на оваа држава. Разбирате, и тука е тоа што е, мислам, главната поента за мене на ова негово излагање, да се најде одредено единство за она што е клучно, бидејќи да не забораваме дека 25 години сме непризнати, неприфатени, 2,5 години скоро е тресе држава една тешка криза и од сето тоа излез не се насочува, не се согледува. Тоа што го поентирате дека е исто така дел од поента на говорот на Иванов е едно можеби од најтешките прашања околу кое што најтешко се постигнува консензус, а тоа е кој и што се националните интереси на оваа држава, бидејќи сите сметаат дека работат на тоа. При тоа, обединувањето околу националните интереси секој се сваќа дека треба да се обединиме по моето или по вашето. Ние не видовме дека овие раскарани страни почнаа околу нешто да договараат некакви национални интереси, црвени линии и така. Само се повикува декларативно дека треба да се грижиме за националните интереси на државата. Да речеме, ако ги прашате од една партија, ќе ви каже дека тоа е едно. Ако прашате од другата партија, ќе каже дека е друго. Затоа може би многу тешко да повикате и при тоа од утре политичките партии да седнат и да речат добро, не повика председателот или странците, ајде ќе го најдеме националниот интерес. Па неколку пати Пржинскиот договор 100 пати повикуваа странците, не ги гледате партиските интереси, држете се до државничките интереси. Едва и го постигнаме тоа што сега го постигнаме. Мислам, прво Пржинскиот договор не е добар пример. Не, сакам да кажам настојувањето да се најде. Го разбирам, али го разбирам. Сето тоа го разбирам, сето тоа го разбирам. Добронамерен повикувал на тоа. Сето тоа го разбирам и тоа е точно, меѓутоа Пржинскиот договор не е финалето на тоа, бидејќи Пржинскиот договор нешто неуставно надвор од сите. Не, за помали работи многу долго се договара, камоли за национални интереси. Меѓутоа дека не е тешко да се дефинираат национални интереси, мисля чини дека тоа не треба да има дискусија. Албанците се најдобар пример. Тие меѓу себе, кога се работи за внатрешно политички прашања и борба за власт, се гледат преку нишан, кога се работи за националното прашање, сите се обединети. Не знам дали е баш така. Така е, апсолутно. Кој ќе е националното прашање, јас си го тврдам тоа и можам да го докажам преку факти. Имаме албанец тука. Ама и обсерверите од надвор се по... Имаме граѓани на Република Македонија, а со потекло сите имаме некакво. Така што... Во принцип... Тоа не уништи Љубиша. Тоа не изеде. Не. Во принцип, не е тоа тешко да се дефинира, разбирате. Меѓутоа, таа поделба која е кај нас и таа исклучивост, затоа што сите сметаат дека се во право и кај нив е целата вистина, тоа е прво апсолутно погрешен приступ. И овој апел е баш во тоа, дајте да видиме луѓе од ова вашето, што го тврдите што е реалното, а што е и реалното, што е во рамките на она што е потреба на државата и на народот,
Зашто ние на крајот краиштата сите граѓани на оваа држава сме еднакви единки и сакаме да живееме подобро, да имаме подобар стандард, да имаме некоја перспектива и така натака и така натака. Значи тука не е спорно. Значи ова другото пак е за да биде така, треба да има мир, треба да има безбедност, треба да има развој, треба да има перспектива. И велам, многу лесно на пола страница се дефинираат тие приоритети и од кои не треба да има никакви исклучоци. Меѓутоа, кога фитилот е влезен, разбирате, некаде и кога гори и сака да запали, тогаш нема рационалност, нема мудрост во главата, нема студени глави, тоа се запалени глави кои гледаат само само предогледало се, разбирате. И тоа важи за сите. Помалку или повеќе. Јас се согласувам, ќе ви кажам, и значи двајцата мои почитувани соговорници имаат одлични поенти и добро е да се има различни ъгли на гледање. Тоа е неопходно. Но мора да се земе една работа во предвид. Клиентелизмот кој што се создаде кон политичките елити е на сметка на македонските граѓани и е директна вина на македонските граѓани. Како ќе ви наметне некој било каков начин на действување ако вие не му го дозволите тоа? И да ве скрши. И 10 луѓе да скрши. Не може сите граѓани да ги скршат. Значи, тоа што ни се случува во тој поглед и што дозволивме политичките елите да изигруваат политички поглавици и да ни кажуваат што е приоритет, ќе ви кажам еве еден пример, не дека се албанците во прашање, туку тоа е еден фактички пример кој што со моите студенти со албанско национално потекло го дебатираме. Ние не само што ги затворивме некои прашања, туку и ги заборавивме. Сите си поружија рака и заборавија се. Си останува приказките, си остануваат личните трауми, ама мора да се продолжи понатаму да се живе. Кога влегува како политолог, ви го кажувам ова, и од историски аспект, националистичката реторика, тогаш дефинитивно други действија одат во позадина. И тоа е Тука после се ќе биде рационално. Кога ќе почнат луѓето да се расправаат за ирационални работи, кога ќе влезат во една таква, тука можете вие секој ден само помалку да дотурате масло во огнот и тоа ќе се разгорува до луѓето не се испозаколат меѓу себе без да знаат зошто. Ама вие велите кога ќе почне националистичката реторика. Клучното прашање е кој го прави тоа? Видете, политичарите тоа е јасно. Зама не согласувањето, не вие затоа и еве на пример еден модерни изјави и на јавни и на државни функционери, актуелни. И не го оправдувам тоа однесување. Едноставно најнародски кажано, не влегувам бе во таа игра. Не влегувам веќе во таа игра. Созреавме, пораснавме. Таа приказна е завршена, светот се менува. Не интересираат глобални прашања. Не интересира тоа што каже амбасадорот Ниговски. Подобар стандард, повеќе услови за младите. Тоа се прашањата кои што и председателот Иванов ги кажува и ги има во своите поенти. И ќе ви укажам уште на еден момент, бидејќи вака доаѓа самото по себе, нели, во дебатата. Тој дава многу добра, значи, хронологија на тоа што Македонија во изминативе години има направено во однос на ЕУ и НАТО интеграциите и како се враќа истиот, значи, кој е фидбекот. Што се случува во односи на реформи во судство. Точно е и тоа, околу правната држава, сите треба да се залагаме за владење на правото и правната држава. Не може партијата да кажува што ќе биде донесено како пресуда, не може политички фактори да решаваат дали некој ќе оди во затвор или не. Затоа си има устав, закон, си има институции на системот и тоа е факт. Треба за тоа сите да се бориме, но исто така е вистина и дека меѓународната заедница не ни помогна многу во тој поглед. И не се согласувам и со оној момент кога одредени представници на јавноста повикуваат меѓународна поддршка, меѓународна интервенција, ние станавме самите себе си се претворивме во некаков полупротекторат на начин на кој што ние самите покажавме дека или се обидувавме да покажеме дека немаме доволно капацитет. Не верувам, и председателот Иванов го кажува тоа и затоа ги поентира поостро тие моменти. Значи тој не е напад на меѓународната заедница, но им укажа дека поради нетранспарентниот однос, недемократскиот третман и поради други лобирања и други интереси кои што се случуваат на меѓународно ниво и во регионот кои што не тангираат, не се случува ова. А јас како метатекст на цело во ова излагање можам да ви укажам дека неговата поента се однесува во два правци. Прво, унитарноста на државата, зачувување на унитарниот карактер, зашто говоревме овде неколку пати. Тоа е неговото политичко кредо и историски ќе биде запомнет како голем патриот и како вистински државник. И втора работа, да се развие свеста кај македонските граѓани дека оваа приказка ни се случува само
и пред се поради спорот со името. Не кршат од надвор. Додека се закаруваат сите, додека се случуваат овие работи, и еве се и со власта, и со се како ќе се конституира, сето тоа ќе има во перспектива и ќе видите дека ќе биде Ќе така. направиме мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме со господин Вас Рамадани. Со Иванка Додовска и Смет Рамадани и Ристо Никовски. Говориме за говорот на Иванов, но и директно за состојбите политички во Македонија. Господин Рамадани, запретме кај вас. Речи си сите се согласивте начелно за уставните надлежности на Иванов, кои се, но тој сепак говореше и за два аспекта на кризата, надворешна и внатрешна. При тоа прво, говорејќи дека преголемата партизација доведе до поларизација, граѓаните се гледаат низ партиската призма. Ајде, тоа е општа констатација. Вели има две причини за ваквата состојба, една е надворешна, втората е внатрешна. Блокирање од ЕУ, игнорирање од НАТО. Од тогаш Македонија стана колекционер на извештаи и позитивни препораки. Блокирани бевме заради проблемот со името. Тоа што ви Како го оценувате овој став кон така наречениот меѓународен фактор и проблемите кои ги имаме со нашето зачленување во ЕУ и НАТО? Добро, јас до некаде се сложувам дека Европската Унија, каде што ние стремиме да бидеме членка, пошто сме нашата определба, мислам дека е консензуална за евроатлантски интеграции, можеше повеќе да направи во врска со тоа што значи Македонија да биде еден ден членка на Европската Унија и на НАТО исто. Меѓутоа, таму се имат па некои правила, нивни, што и тие морат тоа да го почитуваат, затоа што се правила кои постојат таму. Речеме, ние, пример ќе ви земам, 5 членки од Европската Унија не ја признаваат Косово. Али Косово мора тоа да го прифати, затоа што мора да соработува со Европската Унија за одредени прашања, посебно со ова смирување на состојбите со Србија. И неколку пати јас го слушам Тачи колку е изнервиран зашто нема либерализација на визите, меѓутоа не поминува тоа затоа што се имат нивни критериуми, нивни правила за одлучување, така што тоа тешко оди. Ние како Република Македонија исто така свативме веќе дека одредени прашања тешко одат и се усогласуваат во самата Европска Унија или во НАТО, затоа што ево во НАТО принципот 5, односно во однос на ветото што го имат како право земјите членки. И сега проблемот останува со нас, мислам, меѓу нас и Република Грција и не можеме да го решиме тој проблем, затоа што и понатаму мислиме дека барањата на Република Грција, односно нивната власт, се барања кои не можат да се прифатат. Меѓутоа, работата е дека ние како земја, како политичка сила, како земја со колку имаме влијание и така натаму, ќе мораме подобро ние и кога гледаме дека нешто е криво, не е добро или не е односот фер кон нас, да најдеме начин да не ги губиме пријателите. Нам ни требаат пријатели. Посебно на малите народи, на малите земји им требаат пријатели. Што повише пријатели, тоа е подобро. И затоа, ако ние премногу го пренагласуваме тоа дека ЕУ не ни помага, не се со нас, НАТО не, имаме непријатели кои се внатрешни, надворешни, понекогаш
во тоа претеруваме, прашањето после се поставува зошто па толку? Што насрнале на нас толку непријатели, толку внатрешни, толку надворешни? Треба да се најде начин, јазик, дали е тоа дипломатија, дали е надворешна политика, дали е лобирање. Инаку, ако ја водиме битката дека виновни се тие, а ние немаме никаква вина, тогаш ни доаѓат и оттаму такви извештаи кои ни кажуваат дека сепак внатре некои работи не ни одат како што треба. Ние сите се ги читаме тие извештаи кои доаѓаат и од Европската комисија, и од ПРИБЕ, па и ги почувствуваме секој дневно, дека не ни оди диалогот, непријателски настроени позиција-опозиција. Во меѓуетничките односи, а ќе ги хармонизираме малку, пак ни се појавуваат од време на време проблеми. Значи, сепак, најодговорни се челниците на политичките партии, на државата и тука нормално и председателот на државата. Значи, тука постојат и во овој поглед постојат еден вид разлики. Рамадан Никовски. И околу односот на домашната политичка сцена кон меѓународниот фактор. Колку ние треба да бидеме изложени на критика кон нив, како што вели Рамадан, или пе треба да бидеме поприемчиви. Значи, тука има две голема поделеност меѓу социјалдемократскиот сојуз, условно речено, и ВМРО-ДПМН, барем во општиот јавен дискурс. И таа не е објективна, иначе ова што го зборуваш Рамадани, старо правило вели, не го лути тој од кого зависиш. И тоа е нешто, народна мудрост е тоа. Меѓутоа, факт е исто така дека Унијата и НАТО си имаат своји модели на работа, своји принципи, процедури и така натака, и ние не може да ги менуваме. Едно време беше дека нели консензус -1 ќе биде начин, па Македонија ќе се протне. Мислам, тоа е Имаше така од Канада. утопија, мислам, ние ќе обменуваме НАТО да ни одговара нас. Меѓутоа, амбасадор што замени, таму рече ќе Знам, али што направи? Ништо. Оттаа ти не заборави. Затоа го спомнувам тоа. И ние го заборавивме. Тоа е дори интереси на НАТО и на Унијата, зашто тие се блокирани на некој начин. Разбирате, со тоа што доаѓа до вакви ситуации, Македонија... Сами на своите одлуки. Македонија е црна дамка. Ние сме од 2005-та имаме кандидатура. Еве колку време, колку имавме 9-та, ми се чини сега препораката, не почнат преговори. Тоа е ни неуспех и наш. Меѓутоа, кога се анализира тоа, мислам дека напротив, ние сме многу воздржани, ние не ги ставаме фактите и аргументите на маса, се држиме така да не го налутиме Брисел, разбирате, претерано го правиме тоа. Еве ќе кажам зашто. Од 2008 година ние имаме блокада, уцена и ултиматум, прво и потоа членство. Тоа никаде не е предвидено во документите на Алијансата и на ЕУ. Тоа е надвор сите принципи, процедури, тоа е не само што не е демократски, тоа е силеđиство. И да не забораваме, проблемот со името се решава во рамките на овие нации под патронат на Советот за безбедност. Одеднаш, во 2008 година, Брисел го зема тоа право кај себе и го злоупотребува против Македонија. Зашто го направи тоа? Затоа што обеите нации немаат никаква можност да те казнат. Нема такви елементи. Брисел има. Ко префрлија во Брисел, следуваше уцената, блокадата и ултиматумот, првото во потоа членство. Тоа е политика на двојни стандарди. Таму во Брисел, односно во Букуреш 2008 година немаше вето од Грција, разбирате. Имаше промена на политиката на Алијансата која Грција не може да направи. Сосема на друг начин, разбирате, надвор од принципи, надвор од процедури, и тоа е политика на двојни стандарди. Тие што цело време не изборуваат владење на правото, не признаваат Хашката пресуда. Ке речат и велат, нели така, и дури ја нарекува, американците нарекува мислењето на судот. Судот нема мислење, има пресуда, разбират. Така и се вика. Значи, и велат дека таа не важи за НАТО и ЕУ.
Факт е дека судот во Хаг нема ингеренција врз нив. Тоа е факт. Меѓутоа, членките на НАТО и ЕУ, без кои не постои НАТО и ЕУ, го носат својот багаж со себе. А багажот нивниот членство во обете нации. Членството во обете нации обврзува да се почитува врвната светска судска институција Хашкиот суд. Тоа не се прави. Сега, значи, тоа се двојни стандарди, само за да завршам. Тоа се двојни стандарди кои покажуваат дека политиката е појака и од правото и од се друго и дека доминираат интереси. Тоа е факт во светот. И од друга страна, дека не владее во светот дипломатијата и демократијата и човековите права, владее силата. Ова што ни го прави нас Брисел е демонстрација на сила. Демонстрација на двојни стандарди кои се рамни на тероризмот. Ако не го признаваш ти меѓународен правен поредок, а тоа е Хашката пресуда, тоа го прават истото и терористите. Терористите не признаваат ни судови, ни меѓународен правен поредок, со сила ги решаваат проблемите. Овие без сила, мислам оружана, али со сила политичка, го прават истото. Така да, ние во тој аспект не тропаме секој ден луѓе добро, во ред, има наша вина, има наши доследности. Земете го, например, извештаите на Европската комисија. Во нив во една година ниеднаш немаше придавката македонски. Океј, името ни го оспорувате, тоа е нелегално, нецивилизацијско, антиисториско, ако сакате. Каде е македонски јазик, македонски народ, значи те не признаваат сето тоа. Разбирате, така да, тоа се реалноста со која сме соочени. Не, мислам дека треба да внимаваме, амбасадоре Николски, со тешки квалификации кон тие каде што стремиме да бидеме членка. Ама факт е, аргументите може да стана маса. Затоа што треба да одиме со некој вокабулар што можеме да се протнеме и во вакви ситуации, затоа што тоа ни треба. Тоа се вештини, барем вие сте дипломат. И тие сите вештини дипломатски треба да ги употребуваме до крај, за да не дојдеме во ситуација тие да одлучуваат навивачки во овој случај. Ма те тоа одлучува така. Ама предпоставката е сигурна дека чим тие во нивното семејство Европска Унија е Република Грција, од самиот почеток предноста на Грција кон нас е голема тука. Ние треба сепак со аргументи и со внатрешното уредување, односно да немаме други проблеми. Мене знаете што ме загрижува. Зошто од година до година овие од извештаите што ни доаѓаат ни се множат и критиките и барањата како и кога можеме да бидеме, да ги отпочнуваме тие преговори со Европската Унија. Сега се прашувам и председателот Иванов во еден цитат негов, таму кажува дека поради тоа што се долговлекува нашето членство во Европската Унија и во НАТО, ја имаме и ова криза политичка. Меѓутоа, има некои работи, да речеме, за да имаш независно судство, не мораш па да бидеш членка на Европска Унија, ќе бидеш кога ќе имаш независно судство. Пример, мислам, затоа што сепак имаште грантови, донации, како да се професионализира судството на Република Македонија. Имаше грантови, неповратни средства, донации, како да се демократизират институциите. Професорката Додовска рече, работиме на проекти. Ние сме луѓе, и јас работам на одредени проекти од Брисел, од PDD, значи Public Diplomacy Division, и ние сме вклучени во такво нешто. Така што треба тука тие вештини да ги употребуваме, затоа што имам, барем јас и вие сте били амбасадори надвор, одам во многу меѓународни конференции. Ние доскоро, додека не имавме ова политичка криза внатре во државата, барем визави грците бевме симпатична земја во однос на другите. Се уште сме.
Не, сега тоа не го почувствувам. Сега веќе не третират како проблематична земја. Мораме да признаеме. Видите. Веројатно Мене сте во имале... Сараево ми се случи тоа, господине Рамадани, и босанците ме Веќе прашуваат како за политичка проблематична криза во ни Македонија. Ама видите, А тоа Ние, ако знаеме не они се колку проблеми извлечеме од имаат. ова политичка криза, Видите. и ако и понатаму во нивното гледање сме проблематична земја, ние губиме. Не, тоа не е спорно. Ние сме мали, мала Видите, држава, мал сето народ. тоа што кажавте не е спорно. Меѓутоа, ако гледаме од 1990 година до денес, ние сме сведоци на едно сценарио, бескрупулозно кое се спроведува, со една прецизност невидена. А сега, зашто тоа се интересува и во прашање? Тоа прашањето е одишно. Зошто такво сценарио кон Македонија? Ама го има сценариото и тоа не го има Грција. Вие сте Ама на вие сте во никој Атлантскиот како совет. држава на никој лошо ништо не им направивме, Ама па точно толку така, да ама стават точно во така, такви ама сценарии. интересите се поинакви. Еве вие сте во Атлантскиот совет председател и ги знаете работи. Не мислите валјда дека Америка сака Македонија да влезе во НАТО, Грција не дозволува. Тоа е незамисливо. Значи се работи за многу повисоки и Стварно поважни сака Америка. Верувајте ми. Не. Ама Ама во прекрстени. такви Ама средини сум прекрстени. да тоа Ама- сум го ама- не сум толку наивен Ама тоа да видите, не го гледам. Ама Сака тоа Америка. едно се средините, друго читајте ги само. Меѓутоа, кога не стават на вага со Грција, тука имаш Видите, право. не само тоа. Тука превлагнува работа. Видите, тие сакаат, али под еден услов да се прекрстиме. Читајте ги само изјавите на американските амбасадори од Рикер. Рикер дојде по нивната американската политика до 2008 година. Ако ја анализирате наназад, ќе видите до 2008 година ниту еден американски амбасадор во Скопје не го спомнал проблемот со името. Ниту еден. Рикер, 2008, он тогаш доаѓа, пресват во Букурешт, уцена блокада и ултиматум. И кај нас имаше пресврт. Тоа е друго И кај ние нас. влеговме во ова. И он почнува де факто, Тука изјавува заглавивме, да во дневник Мислам дека на заглавив. 2 април Ја отворивме Видите. една битка со Грција. Не отворивме за ние. Не антиката. отворивме. Не отворивме ние. Таа битка е наметната и Рикер отворено изјавува во вестниците и после тоа сите американски што доаѓа представници од следен парламент велат прекрстете се и се отвора перспектива. Како се прекрстиме? Добро, се прекрстиме? прашањето на името веројатно нема да го решиме ни И вечер. ова поентата дека е се околу името, апсолутно. И оваа криза, да ние почнеме не мора пред 9 година, пред 5 години и почнеме преговорите, ова дека беше незамислива. Судството тогаш ќе го реформиравме. Ама овие работи се наши, бе. Ама ако се амбасадоре. наши, Толку сме еманципирана нација да можеме да градиме демократија, Тоа е наш интерес. институции. Али судството, толку ли судството е една од тие 34 овие како се кажат 23-24 поглавја, разбирате, не знам ли поглавја македонски збор. 23-24, да. Има да. Тоа ќе го расчистувавме на еден неприкосновен начин, на еден робустен начин, разбирате. Нема преговори, судството станува како што е. Нема преговори Албанија, судството е катастрофа како начето. Бугарија е веќе во Обединета Европа, во Европска унија, судството е катастрофа. Србија исто така поста. Судството не го измислила администрација. Судството Македонија секогаш било такво како што е, во зависност од власта, од една страна, и од друга страна има многу неквалификувани луѓе таму кои не знаат што работаат, разбирате. И да не забораваме друга работа. Влијанието, само уште еден збор, влијанието на разни кругови, мокници од корпорациите, предпријатија и така натака е исто така може посилно од политиката. Така да судството е најкорумпираниот дел на ова општество, не сите се разбира, али еден голем дел, и тоа е болка, една рак-рана на ова општество која мора да се решава. Да имавме преговори, тоа ќе се решаваше на забрзан начин и ќе бевме сега 3 должини понапред колку што сме сега. Зашто криза не може да има. Ако имаше преговори, Како во Албанија се што се случува процесот. Ова ќе биде историски момент. Ама тоа го докажуваме тоа што Додоска на почеток го рече. Значи ние постојано покажуваме неспособност сами да решаваме нешто, а потоа се буниме затоа што се пржински договори, охридски договори. Љубиша, тоа е Само друго. ако почнеме преговори се сите проблеми. Ја не верувам дека тоа тоа како една патоказ. Значи патоказот ние вака. Ние сме говореле за тоа. Јас не сакам кога се повторувам кога нешто сум кажала, но ете во контекст на муабетот.
Повторувањето е како беше, мајка ние на... немаме на наука, стихино развивање на националната држава. Нашиот стејткрафт беше на сосема поинаква основа. Започнат, нема тука правила, но сепак не можеме да се поистоветиме со повеќето, значи соседни држави во Југоисточна Европа. Оттаму, ако земеме одасно наваму, кога имаме реално државна структура и државен конструкт, па потоа 90-тите години, сите овие 25 години, значи независност, ние во 25 години се обидуваме да преживееме, не знам, неколку столетија. И тоа е секако невозможно. Се занимаваме со прашања кои што, например, одредени држави ги решавале на почеток на 19 век или во текот на целиот 19 век, дефинирале. Значи, размислувале, барале начини, концепции, така натаму. Ние сега се обидуваме тоа да го направиме. Тоа за мене е погубна битка. И ја исто и како правата на ЛГБТ заедницата би го оставила тоа внатре во собите и во домовите. Значи, секој нека си прави како што си мисли, да се чувствува и да се ужива, нели, без никаква малигност, се што е бенигно не штети на општеството. Но, ние ја занемаруваме следната работа. Со самата глобализација се промени теркот на игра. Се разбира дека ние како генерација можеби ќе бидеме последните мохиканци кои што ќе се осведочиме на овој генерален, глобален процес. Например, еве ќе ви кажам што кажа претседателот Иванов на средбата сега пред неколку недели што имаше со неговата лидерска школа. Значи со младите лидери во Струга. Вика, не, покрај другото рече, не разговарате со човек кој што во својот речник него употребува зборот иновативност. 21 век е век на иновативност. Не е век на тапи и дипломи, не е век на крути националистички говори, не е век на некоја си не знам реторика. Креација. Ние треба да наоѓаме алтернативни начини на функционирање. Ние покажавме и докажавме дека не може веќе да се размислува на начинот како што беше во поранешната Југословенска федерација. Се согласувам дека било тогаш и побезбедно и помирно, имало повеќе опции, но тоа време заврши. Сега имаме нови прашања. Системот не успеа. Толку е тој проект заврши како таа што реторика продолжува националистички. Да, затоа што значи има потреба од проветрување во македонскиот политички простор. Има потреба од не свежа, кога го кажам ова, не мислам повторно на некои, не знам, 22, 3, 4, 5 годишни млади деца, млади луѓе. Не се разбира, и тие имаат потреба да бидат вклучени. Но проветрување од аспект на тоа што треба навистина повеќе луѓе со филозофски дух, со широка, нелукративна, некорумпирана природа, без задна позадина и искуство, да дојдат и да почнат да ги решаваат работите на еден поинаков начин. Зашто генерално, ако земете, имаме ситуација за која што дебатираме по меѓународните форуми, ги гледаме оние, како се викаат, хотспот, кои што би можеле да представуваат одредена закана, евидентно е дека, еве, следнава година доаѓаат нови неизвестности. Прво имаме промена во меѓународната политичка сцена, бидејќи унитарниот или, како се вика, монистичкиот систем на владење, тоест на Соединетите Американски држави, сега за прв пат ќе бидат раководени од претседател кој што не можеме докрај да го процениме. Овој претседател бил и лево и десно, и е бизнисмен, и има многу плюс и минус околу неговото. Значи, со многу идеи. Со многу идеи, ќе видиме колку имаме и има успех. полицентричен свет сега. Се менуваат работите. Исто така се случува меѓународниот тероризам, повторно бегалска криза, повторно нестабилни региони. Големо знак Ма ова прашање. ние треба да го следиме, нашите политичари треба да го следат тоа и треба да се вклопат, да им дават шанса и на младите генерации во сето тоа, во тој глобален свет да се вклопуваат. Ама поентата беше нашите капацитети луѓе се тие што нашите ги имаме капацитети. и тие не може да се споредуваат ниту со француски, ниту со британски, ниту италијански. Добро, се имаме Тоа е наша хендикепот специфика. наш, Меѓутоа, за да градиме искуството. демократија, за да градиме добро функционална држава, Традицијата. капацитети интелектуални, мислам дека во Македонија имаме. Има, Не сме баш ама тоа не е доволно. Знаете Добро, каде тоа е гледам важно проблемот? образованието, културата, начинот, Традициите. и политичката култура, Например- која што не ја градиме и на која што може сите укажуваат, дури еве Иванов, иако е за некои ситуации, барем од она што можам да го видам, има мала една контрадикторност, иако намерата му е добра.
Но мислам прво да погледнеме уште едни реклами, а потоа ќе се вратиме на овој внатрешен дел, на внатрешните причини за кризата, за кои што исто така говореше председателот Иванов. Еве во аргументи, Иванка Додовски и Смет Рамадани и Ристо Никовски, анализа на говорот на председателот Иванов и анализа на актуелната политичка ситуација, генерално поделење на надворешни причинители и внатрешни причинители. Мислам дека овој дел околу доближувањето до ЕУ и НАТО го изанализиравме. Она што и Додовска го спомена како едно од посебните поенти на кои што Иванов се задржа е она што и во кампањата беше една од најактуелните теми, а тоа е можноста така неречена или не федерализација на државата или редефинирање на односите. Вели Иванов, никогаш нема да се согласам Македонија да биде бинационална држава. Таа е унитарна држава на сите нејзини граѓани. Слушам дека се бара двојазичност, тоа е затворено со амандманот број 5. Службената употреба зависи од статистиката, а единствен начин за добивање на точна статистика е пописот. Без попис на населението не може да се бараат права што произлегуваат од статистиката. Рамадани, коментар на оваа актуелна тема која што долго се влече околу новата уставна позиција на Македонија, на албанците, на јазикот и така натаму. Прво, политичките партии тие во нивните кампањи нормално дека одат со ветувања за кои мислат тие дека ќе соберат повише гласови, се разбира. Меѓутоа, едно е сигурно дека кога ќе се седне да се разговара за одредени прашања, еве национални или статусот на албанците и понатаму, мислам дека јас оправдувам се што оди до граница на разговори. Затоа што за да го оствариш тоа ти што го бараш како политичка партија, еве во случај албанска политичка партија, треба да го најдеш и другиот со кој ќе разговараш и тоа треба да оди максимално со политички обедувања, со тоа што колку и дали може тоа да се оствари. Јас мислам дека држи една вака мисла. Ние досега албанците обично го форсиравме тоа дека Охридскиот рамковен договор да биде имплементиран дел од програмата на владата и така натаму. Јас имам нешто друго, вака мислам, сега моje мислење може да се оди и обратно. И владината програма може да биде во рамките на Охридскиот рамковен договор. Затоа што ако ги земеме сите три анекси А, Б, Ц, таму се има. И во однос на јазикот, и во однос на статусот, и во однос на децентрализацијата, и во однос на довербата помеѓу заедниците, и во однос на развојот економски, и во однос на тоа дека не смее да се употребува сила или насилство за остварување на одредени права. И ако го почитуваме тоа, тогаш мислам дека нема потреба да одиме со јазик дека апсолутно не дозволувам за тоа што правата се стекнуваат низ разговори, низ демократските процеси и така натаму, но никогаш не треба да се оди па да се загрози поредокот на државата. Во ова што го слушам јас од албанските партии при овие обиди што тие ги прават
за да има заедничка платформа, затоа што 20 пратеника се. 7-9 помалку од претходните. И сега таму во тие нивни седнувања нема федерализација. Јас барем тоа не го Барањето е слушам. чиста федерализација. Не, Предефинирањето е чиста федерализација. Не. Сега гледам дека тие барат коалиција со таа партија, односно македонска, условно кажана, во која се Двојазичност. усогласи ова мандатот да се продолжи на СЈО. Тоа е маргинално. Јазикот да се донесе закон за употреба за официализирање на јазикот. Туа веројатно тој закон што е компилативен, така се вели во правата, има еден Компилативен. Не, Компилација. компилација може на да биде, да. употреба На разни членови, да. на разни области и се е ставено во еден закон кој е малку, морам да ја кажам дека тој закон за употреба на јазиците е доста вака донесен на брзина од некој. Тоа е јасен, нема се да употребува. Да. Така што мислам дека во тој дел има место да се разговара и во тој дел не се сложувам дека се загрозува натрешното уредување на државата. Мислам дека не сме дојдени до тој степен на загрозеност, затоа што никој не вели дека мора да биде така и Беса тука. така вели, или ќе биде или нема да биде. Не. Така вика, програмата на Беса е редефинирање, Беса вели, или вака ќе биде, редефинирањето- или е војна. Така вели, така или е завршува. војна, не. Не вели војна, или вака ќе биде и нема ништо да биде. Значи војна. Не. Така е, читајте. Да пристанат тие што ќе разговараат со нас во составување на владата или во коалицијата, да се разговара за редефинирање на одредени области во државата. Нема- Сега што е тоа Или редефинирање? нема коалиција. Да речеме ние сме сите мислиме дека и во судството нешто треба да се редефинира. Во однос на враќање на судството, ослободување од судството од партиското Тоа не е влијание. спорно. Да завршуваме полека, имаме уште 5-6 минути. Завршите Да, и мислам поентата, за да можеме да... мислам дека не треба да ги премногу величиме работите и да го донесеме до ситуација да ја донесеме работа дека државата веќе е загрозена, внимавајте. Е. И то Не. сериозно. Зошто? Еве ќе ви Мислам дека докажам. не. Видите вака. Прво, Охридскиот договор е рамковен. Има разни видови на договори, а рамковниот е карактеристичен по тоа што има анекс. Кога анексите се имплементираат во уставот и законите, договорот е мртов. Така да секое повикување на Охридскиот договор е апсолутно злоупотреба и манипулација. Тоа е првото. Не, Второто, во однос на законите, да. да, се одиме, Не, амандманите во уставот. Меѓутоа во рамковниот договор има и други прашања кои значат живот во секојдневието. Сите се имплементирани во законите и веќе Охридскиот договор нема влијание. Не може да се тумачи денеска се повикуваме на Охридскиот договор, што тој со имплементацијата во законите и во уставот е завршена приказна. Али враќање на довербата помеѓу. Тоа е друго. Градење на довербата не мора да... Тоа уставот го вели градење на доверба и сите викаме градење на доверба. Тоа е првото. Второто, двојазичност. Звучи, можеби, хумано. Двојазични се само федерации. Јас ќе ви цитирам изјава на Муса Џафери, како заменик премиер, кој вели: "Идинет на земјата е во федерализација." Ќе го цитирам Зијадин Села, кој сега е така пратеник и така натаму, градачник Струга, пред изборите изјави: "Дајте, гласајте масовно да го зацементираме фактот дека Струга е албанска." Ви се молам. Тачи рече дека Македонија е вештачка држава и е логично да сакаме да живееме во една држава. Ермира Мехмети, која беше една прогресивна личност, рече: "Нормално и логично албанци да сакат сите во една држава."
Да не зборуваме се за Бериша, кој викаше од Превеза до Прешево и од Скопје до се албански територии. Да не зборуваме за, никој не го спомнува, се извинувам, јазикот, законот за знамињата. Апсолутно не се почитува. Ние треба да се повикаме на официјалните политики. Не, види, али ова што го слушаме од сите страни, ова се факти. Законот за знамињата вели дека не може да има албанско знаме кое е помало од македонското без македонско. Никаде нема македонско. Поставување на столб од 35 метри со албанско знаме означува територија, ништо друго. Така да се вратиме на сегашните овие... Ама со закон е регулирано тоа. Не е со закон регулирано. Со закон нема никаде не може да се стави албанско знаме. Има закон за употреба на знамењата. Апсолутно се игнорира и такво нешто не е можно. Ама тогаш треба институциите на системот да реагираат. Не реагираат, затоа што сите одат по некоја помал отпор. Вие рековте одредба на уставот е тоа. Само да заврша мислата. Во уставот го има тоа. Ја ќе ги казнам веднаш, ако само го прекршите. дозволете, само сите овие платформи на албанските партии на овие избори се антиуставни. Велите дека никој не спомна федерализација. Двојазичност е федерализација. Втори јазик има само во Канада, во Швајцарија, во Белгија и така натака. Има место за употребата на јазикот уште, се сложувам, али овдека мора да биде обидувачки јазик, мора да биде македонскиот као мнозинството, а македонците во Тетово, Георги Гостивар, сакал некои ќе учат македонски јазик. Само да завршам. Само да завршам. Да се престане со анимозитетот кон албанскиот јазик, затоа што еве да ви кажам, јас пример. Само да завршам, јас дали е хумано во Тетово факултативно да се учи и албанскиот јазик. Тоа не е чума, не е бола, јазик на средината. И тоа со договор се прави, не се прави со насилие. Видите, ние можеме да разговараме, али двојазичноста значи федерализација. Што значи консензуалноста за избор на председател дуго? Федерализација. Што значи поделба на буџетот по етнички заедници? Федерализација. Тоа све води во создавање на трета албанска држава и целта на тоа не може да биде ништо друго осим право на отцепување меѓу Косово. Значи сите тие само уште реченица, сите тие залагања кои во основата да немаше такви големо албански аспирации, ќе треба да бидат логични и да правиме да човековите права растат од сите димензии. Кога даваме квалификации, треба да зборуваме за официјалните политики. Која е официјалната политика на Тирана? Која е официјалната политика на Приштина во однос на овие работи? Фактот што по втор пат не е официјална политика ова што го зборувате вие. Уште полошо. Втор пат што одат. А екстремисти ние имаме, немаме и тука во Македонија. Видите, втор пат што одат албанските лидери од Македонија на баци рака во Тирана, покажуваат дека тие немаат собствена политика, дека се тие да не речам некој вид на тројански кров во Македонија. Што мајка барат, извите на израз, во Тирана? Што мајка барат? Подобро што одат кај. Не, подобро. Верувајте дека за Македонија е подобро. Не. Дора Додовска и со вас почнеме овие концепти за формирање или за дообразување на големите конструкти на Балканот се согласувам дека албанскиот конструкт е последниот кој што треба да се преживее во векот и тоа се процеси кои што ние не можеме да ги соправиме. Како луѓе, како граѓани, со нашиот начин на функционирање, со граѓанскиот принцип на функционирање пред се, ние можеме да го преживееме или да го преминеме тој дел и да не се сопнеме на тие националистички реторики и сопки, само доколку сме стабилни и ова што го говоревме. Доколку одреден градоначалник во доминантна со албанско национално малцинство, значи доминантно, како да кажем, мнозинство или простете, доколку прекрши законот, ќе си добие санкција, казна и толку. Во Македонија и обратно. Ама тоа се институциите, системот виновни. Тоа е политика на помал отпор. И за двоглавиот орел, например, кога се стави во бутел, толку ми беше смешна таа дебата, па слушам ки излегуваат да протестираат по ова. Прво, мене двоглавиот орел ми е символ на мојата христијанска вероисповест, јас се радувам. Второ, албанците ми се драги, мили, така што исто така немам никаков проблем. Но не беше законски поставено. Инспекцијата треба да функционира, уставот и законите. Градоначалникот требаше да добие санкција и тука завршува приказката. Не се влегува во игри.
Ние, за жал, се уште сме лесно запали во материја и влегуваме во тие игри. Затоа и во говорот на претседателот Иванов е потенцирано, повторно ќе кажам, помирувањето и барањето на позитивни примери и позитивни начини на кои што ние можеме да функционираме. А инаку, апропо албанското прашање, јас сум експерт за македонското прашање и тука можам со сигурност да ви тврдам. Но од оние скромни познавања кои што ги имам, знаете што ќе се случи доколку се реализира таа за нас нели страшна варијанта на некаква си голема Албанија? Знаете ли што ќе се случи со нашите албански политичари, со македонски граѓани со албанско потекло? Ти ќе бидат маргиналци. Исто како Љупчо Георгиевски во Софија. Никому не му треба таму. Тука му треба. Тоа ќе почнат проблемите, во самата Албанија ќе биде граѓанска војна. Не можете едноставно тоа е веќе маргинална политика. Опцијата е дефинирана. Овдека се тие многу доминантни интеграции, кај албанците тоа е веќе и фетишизирано, да ви кажам. И немојте да се плашите од вакви. Тоа е кај албанците не, кај албанците е тоа демоде. Албанците сите анкети, ама анкетите кажуваат над 90% се за евроатлантски интеграции. Сакат да припаѓат во светот на европјаните. Бериша рече, ќе правиме фудбалска лига на албански клубови од Балканот. Разбуди се, тоа го поддржа, разбирате. Да не се враќаме на крајот на... Нема од фудбалска лига на Балканот. Јас ќе завршам. Зошто? Ослободи се од тоа. Тоа е игнорирање на националните држави. Верувај дека во грешка си ослободи се од тоа. Не е тоа. Јас мислам дека на албанскиот политички фактор во Република Македонија не им одговара, значи на долг рок не им одговара таа голема Албанија. Зашто тоа ќе биде тотално неупотребливо. Ја ќе завршам со... Сега се тие доминантни. И уште нешто, само Љубиша, што не го кажавме. Сепак, мора да признаеме, нашите албански сограѓани не ја почна оваа работа. Тука ја почна лидерот на опозицијата. Тоа треба исто да го имаме на ум кога дискутираме за оваа тема. А ако им фрлите на луѓето таква коска, а тие се представници на албанските интереси, национални интереси во Република Македонија, што сакавте да направат? Да седат и да велат еве Заев нека ни ги земе сите граѓани. Он толерантен став. Он не го измисли тоа, али влезе во нивна шема. Албанците, културата, јазикот, што се покажа дека албанците го прифатија и веќе почна тоа и внатрешно интегрирање. Видите, пораката, феномене Арачиново, СДСМ повише гласови од ДУХ. Тоа не е... Ова е... Не е само иницијативно, тоа не е само свесно. Јас се чудам на... Тоа е аранжман, тоа е местенка. Ако се противиш на ова... Апсолутно. Тоа значи е голема грешка. Тогаш си против интегрирањето и создавањето на тоа што сам се ангажираш, контрадикторен си. Сакаш да кажеш дека 70.000 албанци гласа СДСМ од самосвесно и од граѓанска опција? Јас најодговорно ти тврдам дека овие што гласале за Заев, односно СДСМ, не гласале за федерализација, не гласале за друго, гласале за подобар живот и подобра инфраструктура. Не. И затоа не бе смешни, јас ти велам, па затоа што барем од таа средина. Зашто албанците гласа од 99 година во вториот круг против Тито Петковски за Борис Трајковски, кога прво имаше 150.000 Борис Трајковски, Тито Петковски, во вториот круг албанците гласа за Трајковски победи. И тоа што беше тоа? Тоа е друга емисија. Тоа е истата работа. Друга емисија, да се каже вака нема. Не се доискажуваме. Не беше говорот на Иванов, ние ќе почнеме со оваа тема, ќе говориме бидејќи е поактуелно, но дојдовме на крај бидејќи беше вториот дел. Јас би сакала само, ако ми дозволите, само една реченица да кажам. Претседателот Иванов, исто како и сите македонски граѓани, оваа 2016 година преживеа и доживеа многу успеси на меѓународен план, што не сме да се заборави да се потенцира, но исто така и беше сведок и во еден момент и главна жртва практично на оваа политичка меѓусебна битка која што се случува внатре во Македонија како резултат на политичката криза. Стојам за тоа што го кажувам. Со сите параметри на неговото политичко действување станува збор за високо свесна политичка фигура која за неколку декади ќе биде третирана со многу поголема почит отколку во моментот. Но она што е сигурно е дека истиот имаше и текако големо влијание
можеби не онакво како што ние очекуваме во нашата македонска политичка сцена, каде колку е понизок начинот на дискутирање и колку се по-горливи или високи тоновите излегува дека нели поголема поентата, кај него има една друга димензија, смирувачка, но сепак истата влијае на тоа дека председателот Иванов спречи сериозни две многу големи кризи кои што на внатрешен план ќе не чинеа многу повеќе од било што друго што говориме. Добро, тој само да кажам дека повика на дека Македонија е раскарана, ги повика ВМРО, ДПМН и СДС да се помират, иако тоа, ако се случи, ќе значи дека ние ќе имаме крај на кризата, дека ќе имаме, немаме да имаме разлики кој ја почна кризата, дека немаме да имаме разлики во односот кон странците, дека нема да знаеме кој говори националистички и нема да имаме разлики како да се конституира државата. Значи, ако тие се помират, ние ќе имаме држава за пример, но мислам дека тоа се уште не можна политички и не знам колку е опортуно. Сепак ви благодарам што бевте гости, што го анализиравме говорот и политичката ситуација, но ве канам повторно да дојдеме, не само заради говорот на Иванов, туку и за овие суштински прашања за кои што и ние имаме право исто така да ги анализираме и да говориме, за да расчистиме некои собитија што не мачат, негде ќе има аргументи никовски, негде ќе има предпоставки, негде ќе има теорија, но политичките партии се тие што треба да ја смират топката, на кои што и Иванов повикува без разлика дали да тежнува на едната или на другата страна, треба да најдат капацитет за кој што и вие говоревте да се помират овие екстремни разлики кои што постојат меѓу нив, а кои што се пренесуваат и врз граѓаните. Ви благодарам уште еднаш што бидете гости во аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш, тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.